ја имав таа среќа или можност 2 години да бидам дел и од самиот систем, со тоа што имав можност да бидам заменик министер во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, на институција која директно се занимава со прашањата, проблемите и правата на помалобројните заедници. Јас веќе скоро 12-13 години сум политички активен, пред тоа и мојот другар пред малку спомна, бев активен и во невладиниот сектор и можам да кажам веќе имам долго искуство и можам да направам една компарација како тоа изгледа од надвор, а како изгледа кога ќе влезете во некоја институција, односно ќе почнете да се занимавате реално со проблемите. Пред се, нашите институции навистина се уште се борат со едно чудовиште наречено бирократија и за жал колку и да имате мотивација, колку и да имате енергија, нешто да смените, колку и да доаѓате со конкретни планови, програми, идеи, често пати таа бирократија знае да ви ги скрши крилјата и вие да губите месеци, години за еден практичен проблем кој може да се реши можеби со еден подпис на министер, на некој си директор или слично. За ова можам да дадам и еден конкретен пример. Долго време, како турска заедница, имавме идеја, план, сон да создадеме еден културен центар кој ќе биде национална установа и ќе биде финансирана директно од буџетот на Македонија. Имавме спремен елаборат, програма, добивме поддршка од повеќе интелектуалци, невладини организации и слично. И во тој период дури можам да кажам дека постоеше и некоја политичка волја да се реализира тој проект, тој план, но сето тоа едеше многу бавно. Навистина многу бавно, изгубивме многу години и на крај негде кон крајот на март 2023 година, конечно со одлука на владата, таа институција беше оформена. Па потоа следеше на нова голгота од 6-7 месеци. Ние никако не успеавме на брз и едноставен начин да добиеме, односно да се регистрира институцијата во Централен регистар, за да може да конкурира и во Министерство за култура и конечно да почне да делува. Заврши таа голгота, некаде крај на декември 23-та, институцијата конечно беше регистрирана и во Централен регистар, конечно доби и печат и рековме дека успеавме после долго време, првпат во независна Македонија, турската заедница доби една национална установа која ќе се грижи директно за културата, автентичната култура на турците во Македонија. И денес, веќе скоро 2-3 години од формирањето на таа установа, гледаме дека проблемите се уште постојат, бидејќи таа установа, национална установа Центар за култура на турската заедница во Македонија, се уште нема свој објект, своја канцеларија. Се уште нема вработен, функционира само со ВД директор. И ќе ви кажам и една трагикомичен податок. За 2025 година Министерството за култура додели буџет од 180.000 денари за годишна програма на оваа институција, што е апсолутно деградирачки и омаловажувачки. Човек да се праша дали воопшто би бил посреќен доколку не сме имале таква институција и не сме добиле таков буџет, или подобро е да добиеме некој смешен 180.000 денари, буџет кој не е реално доволно да се реализира еден сериозен проект, не пак една установа која е национална установа да може да креира целогодишна програма. И ова е само еден мал податок и мал пример колку нашите институции
избраните и именуваните функционери, политичките елити не се грижат за културата. Едноставно, културата не ја гледаат како интересна област каде може да се профитира, можеби политички, финансиски, слично. Во однос на институциите и негрижата, јас тука би ја додал и состојбата со Турскиот театар. Ние како национална установа која годинава слави 75 години постоење, се уште немаме собствена зграда. И фактички сме кираџи во театар комедија, работиме во многу оскудни услови. Во изминативе години многу се потрудивме таа зграда да биде завршена, се направи исчекор, но ете гледаме дека со промената на власта и таа волја некако сласна, гледаме дека во програмата на владата стои дека таа зграда ќе се заврши до 2035 година, што е апсолутно уште еден деградирачки момент за турската заедница, а при тоа гледаме дека скоро и да заврши 2025 година, фактички ќе влеземе и во летни одмори, се уште ништо не се работи во таа зграда, иако стигнавме до трета фаза на градбата, гледаме дека има застој и нема волја од Министерството да продолжи изградбата на Турскиот театар. И тоа е уште еден факт дека институциите недоволно се грижат за помалобројните заедници, а ова отвара една нова дилема, еден нов проблем, јас би рекол, што ретко се говори. Вие како Министерство за култура, кога не се грижите доволно за помалобројните заедници, оставате еден широк простор тука да навлезат некои фондации, некои фондации со сомнителни средства, со сомнителни идеологии, со радикални идеологии, кои доаѓаат со сериозни буџети, финансираат невладени организации, финансираат така наречени уметници, уметнички проекти, каде што носат за нас непознати идеологии, кои се дефинитивно опасни, како и за помалобројните заедници, така и за целокупното општество. И никој не говори за оваа тема. Никој не сака ни да се занимава со ова прашање. Ова е сериозно прашање што може да предизвика и безбедносни проблеми и долгорочни идеолошки проблеми во нашата земја. И затоа при поделба на колачот на Министерството за култура, помалобројните заедници не треба да се третираат како некои што треба да се задоволат само со трошките што ќе останат. Целиот колач ќе се подели на еден биетнички начин и без никаква методологија гледаме дека секогаш тоа што ќе остане ќе речат еве, 3 проекти за турската заедница, 2 проекти ќе дадеме на ромската заедница, една на влашката заедница и проблемот е решен. Тие се задоволени. Не треба да биде така. Исто така тука морам да потенцирам дека се уште постојат тие сваќања кои пак не враќаат во некоја таква битова драма. Пристапот е дека помалобројните заедници треба да се занимаваат само со фолклорни манифестации, некои такви традиционални фестивали. Не викам дека тоа е штетно и дека не треба да се негува, но треба да се даде можност на младите уметници да си ја покажат својата визија, својата креација и преку современи уметности, бидејќи сега имаме навистина и едуцирани и талентирани млади уметници кои не можат да добијат можност да си го искажат својот свет. Тука секако треба да има и самокритика и ние како помалобројни заедници меѓу нас треба да се погледнеме на огледало и да кажеме дека заслужуваме повеќе од тоа да организираме само неколку фолклорни манифестации и слично, бидејќи можеме и сакаме да направиме нешто повеќе со нашата култура и со нашите можности. Јас само уште би додал дека
ако се навраќаме на тоа како се гледа кон уметноста од страна на политичките чинители, јас мислам дека има една доза на страв, но сепак кон уметноста и културата се уште се гледа површно. Понекогаш има обиди културата и уметноста да се сведе на инструмент за подигање на националните чувства, на дневно-политичките цели, но сепак тоа не е доволно да кажеме дека ние како земја навистина и како општество имаме некоја стратегија за култура, некој долгорочен пристап и некоја цел што сакаме да достигнеме, туку како се менуваат политичките гарнитури, така поштуваме се одново и одново, нема континуитет и можеби разочарувачки факт за мене е тоа што често пати ресорот култура се сведува на политички пазар. Да задоволуваме нечии барања, нечии политички барања и слично, а тоа само не прави да се ставиме во една позиција каде што културата е најбезвредниот ресор во владата на Македонија. Ви благодарам. Добре, ви благодарам. Дали сметате дека само внатре во самата заедница степенот за односно интересот да се негува културата е висок? Исто тоа прашање за другите, ако сакате да одговорите подоцна. Да се промовира културата. Јас тука конкретно пак ќе се надоврзам на тоа дека ние како, јас барем можам да зборам за турската заедница конкретно, ете имаме можност, наша национална установа театар, имаме класа на турски јазик за драмски актери, што можеби е на голема можност, што другите заедници во нашата земја и ја нема, но пристапот на грото на населението е тоа што не се гледа некаков си профит, некаква си светла иднина преку уметноста и културата и често пати ја слушам од младите како сакаат да продолжат, не знам, на ликовна академија, на драмски уметности, но не добиваат доволна поддршка ниту од своите родители, ниту од своите пријатели, од заедницата. Едноставно се гледа од призмата на профит. А во Македонија, па и пошироко, уметноста и културата не знам колку нуди финансиски профит. И тоа е сериозен проблем што како општество треба да се позанимаваме во него.